Благодарам, председателе. Колега Тунтев, уште ваква небулоза и ваков куриозитет денеска што слушнавме од вас за doing business, мислам, секоја чест. Да негирате дали има важност тоа што кажува doing business или нема никаква важност, мислам, надвор од памет, како да ви кажам. Па тоа е основниот, клучниот елемент во една економија, условот за водење на бизнис, за развој на таа економија, за привлекување на странски директни инвестиции, за создавање услови за домашните компании да работат. А сето тоа во еден синџир создава нови работни места, создава поголем извоз, создава зголемување на бруто домашниот производ. Вие го негирате doing business, мислам, жална работа, како да ви кажам, бе луѓе. Читате ли нешто што се случува во околината? Па една Србија дојде, ние сме на 12-то место во светот по услови за водење на бизнис, 6-ти во Европа, скок имаме над 50 места. Србија од 70-то на 50-то место дојде, па најголем податок, најсензационален последнава недела е тоа во Србија. Дури организира, ево да ви кажам, специјална конференција, каде што беа собрани сите министри за транспорт и врски, министрите за економија, за финансии, на која што го презентира тој успех на Србија. И да ви кажам уште еден податок. Американскиот амбасадор во Србија излезе и јасно кажа: единствената земја која што спроведува најголеми реформи и која што создава најповолни услови за водење на бизнис е Република Македонија во регионов. Ви потенцирам, американскиот амбасадор во Србија. Читајте малку, гледајте, бе луѓе, што правите, бе? Ова страшна работа. Се согласувам со вас, клучно прашање, дали нешто правиме или не правиме за да ги подобриме условите да нема многу иселување. Сите констатиравме дека најголемата причина се социоекономските причини. Луѓето бегаат, од секогаш бегале заради многу причини, меѓутоа генерално заради нова работа, поголема плата и така натаму, немање на работа. Па дали создаваме услови или не создаваме, ево ви се податоците. Број на активно население што сме имале во 2004 година 885.609 и број на активно население во 2014 956.174. Намалување од 39% на невработеноста на 26,8 или во бројки 144.000. Не ли е тоа доволно? Дали успеваат другите политики, демографските политики? Па ево ќе ви кажам, во 1991 година во Република Македонија имало 34.830 живородени деца. Најголем пат, историски минимум од 22.482 живородени деца имаме во 2005 година. Денес имаме скок на 24.000 живородени деца. Дали успеваат политиките? Ево ви бројки екзактни. Дали се доволни? Ја викам не. Ама дека трендот се намалува, се намалува. Благодарам.